за да лекарот каже дека жолчката е чиста и другите не чисти, ама каже дека тоа што јас го слушнав, во тој моментанет не го слушна, само едно нечујно прошепотување, гледајќи го црниот дроб, дека ова е рак. Гале, како си? Добро. Фала ти на покана. Значи, ние веќе се смееме и се дружиме во подкастов и до сега во загревањево. Мене ми е многу драго што денес со тебе сум и што ти лично ме прашуваш како сум. Да, па и тоа ни е некоја замисла, идеја и не само име, туку и да ги прашаме сите оние кои што ќе бидат преку мене, преку масата да збориме, да ги прашаме прво како се, пред да почнеме да не знам, да филозофираме за темата за која што ќе збориме. Се надев дека нема. Како си иначе е многу интересно прашање во секој јазик, зашто може да се одговори онака секојдневно колоквијално, во смисол како си е супер добар, ама како си може да биде длабоко екзистенцијално прашање. Така да ја ќе откриам низ подкастов на што мислиш, дали добро што дојде или ќе биде тоа. Да, Сашко може кафе да му сварим. Жан Пол Сартр. Кафе сакаше Сашко да ми свари, ама не пијам и го земав као провокација, така да Сашко Петровски стар другар мој драг. Ајде, секој еден гостин кој што поминал низ овој подкаст, го прашувам ова за по сам почеток, а и тебе ќе те прашам. Што е за тебе ментално здравје? Ментално здравје. Не, може би е лесно да се одговори и не докрај, за мене барем лесно, затоа што во денешнава глобална култура или глобални култури, секој светоглед или секоја цивилизација или не знам, нација, етничка група можеби поинаку гледа на тоа што е ментално здравје. Значи ментално здравје како еден поим. Ментално здравје за мене, и тука ќе кажам дека сум во согласност со библискиот светоглед, ментално здравје значи целовитост. Кога човек севкупно е добро. Севкупно е добро. И тоа значено е дека на еврејски зборот за мир е, и го знаеме, шалом. Шалом е мир, а шалем е здравје. Значи многу голема поврзаност на таа целовитост и севкупен мир и севкупно здравје во исто време. Така да ментално здравје за мене би било едно целосно здравје на духот, душата и телото. Односно во тој можеби повеќе еврејски концепт на целото битие. Како ти као личност која што ги знаеш сите овие работи, си пастор во евангелско-протестантска црква. Да. Колку е тешко да се најде тој некој баланс за сите овие работи, за кои што збори тој некој шалом на дневна база? Со оглед на тоа дека сум живеел и сме живееле со мојата покојна сопруга и тука и во Канада, сакам да бидам реален и да кажам дека во различни контексти менталното здравје и таа целовитост различно се остварува и некаде е патот пократок, некаде е патот реално многу подолг. Канада е една земја која што функционира комплетно, значи во однос на администрација, во однос на јавен транспорт, преубав во Ванкувер, храна која што е контролирана, значи многу работи и на некој начин човекот е во голема мера, не исклучиво, ама во голема мера одговорен за исходот на својот живот. Дали ќе живее добар живот и здрав живот и дали ќе биде и ментално здрав, или пак можеби нема тоа да се случи. Иако светот е препон со амбивалентности, па среде таков еден Ванкувер, град кој што е преубав и со години гласан од Комисија за добар живот во Обединетите нации за најдобар град за живење во светот, има во Ванкувер Даунтаун Ист Сайд најголема заедница на луѓе кои што имаат сериозни проблеми, вклучително и ментални проблеми. Што сакам да кажам со ова? Не идеализирам ни еден контекст и таму имаш добра шанса, но луѓе од кои да е причини влегуваат во одредени пракси во својот живот, кои што јас кога прв пат ги сретнав, значи тоа се, како што кажав, 30.000 луѓе што имаат проблеми со зависност, проблеми со менталното здравје и проституција,
И тоа е можеби најголемиот контраст што јас сум го доживеал во мојот живот на едно место. Имате хотели со, не знам, 4, 5, 7 звезди и преку две улици, значи на 100-200 метра, луѓе кои што сами со себе се зборуваат. Сепак ќе кажам, таму е во еден нормален животен тек многу полесно. Македонија се повеќе и повеќе станува место каде што менталното здравје не може а да не биде допрено од сето тоа што во оваа наша држава се случува. Да, и тешко е бидејќи некојаш е и привилегија да зборуваме за ментално здравје од некоја оваква перспектива, окей, се ни е супер, ајде да збориме за ментално здравје, ама мислам дека некојаш па и ни е изговор дека еве се е лошо, не била корупција ова она, и го запоставуваме она што можеби на нас ке ни даде некој душа. Без разлика колку е лошо, ние кога ќе си дојдеме дома, кога ќе си легнеме да спиеме, убаво ни е. Да. И тука мислам дека постои валјда нон-стоп некоја битка колку треба да се зборува, како треба да се зборува за менталното здравје и како да се соочуваме со некои предизвици за ментално здравје. Мојот живот ме натера да размислувам за ментално здравје, можеби во два контекста. Ментално здравје и одржување на ментално здравје во еден нормален тек и ритам на животот. Значи, фала Богу, имаме периоди во животот во кои што рутините се присутни, немаме поголеми потреси, немаме, да кажеме, причина некоја евидентна за ние да одстапиме од некој здрав ментален живот. Ама помеѓу другото, заради што дојдов да зборувам со тебе, и сакам да те ослободам, значи да бидеш слободен да зборуваш со мене, тоа е ментално здравје во ситуација на големи трауми и болки. Како што во мојот живот беше диагностицирањето со рак на мојата сопруга, Анет, Марија, на Анет, и борбата за нејзиниот живот година дена и нејзината смрт година дена од иницијалната диагноза. Иницијалната диагноза која што се случува во истата недела во која што во Македонија во 2020 година во март месец објавуваа дека доаѓа корона и дека таа корона нема како да се избегне и во Македонија. Така да двозначно е, како да кажам, двозначна е таа цела обсервација на проблемот на менталното здравје. Значи, условно кажано, во едни мирнодопски, нормални околности и голема мака која што одеднаш доаѓа во нашиот живот, зашто во случајот на Анет, речи си немаше никакви знаци предупредувачки. Отидовме на еден нормален преглед, се сомневаше на жолчка, проблем со жолчка, за да лекарот каже дека жолчката е чиста и другите не чисти, ама скаже дека тоа што јас го слушнав, во тој момент Анет не го слушна, само едно нечујно прошепотување, гледајќи го црниот дроб, дека ова е рак. И јас застанав. И прв пат во животот видов што значи во една секунда да ти се преврати цел свет на опачки. Значи, одеднаш, тоа беше дури како една физичка сензација за мене. Значи, во еден момент, само гледам дека светот има некој тилт, некој накривување и дека светот повеќе не е изза мене. Затоа што видов, прочитав од устните на докторката интернист, дека таа смета дека ова е рак. И дека веднаш не препраќа на други понатамошни... И дека е сериозно. Дека е сериозно. А јас тоа го знаев затоа што мислам, ја не сум медицинско лице, туку црниот дроб најчесто кога има депозити на канцерогени клетки, тоа е секогаш знак и не само за рак, туку за метастатски рак. Дека тоа има друго примарно жариште и одеднаш за тоа сака можеби и повеќе да зборуваме денеска. Но оставам на тебе, јас не сум домаќин. Не, знаеш како, бидејќи се знаеме, не сме сега најдобри пријатели, ама се познаваме и ја знам приказната. Најдобри човек, се дочарав. Една Сашко, вие двајца може. Ама не, знаејќи ја приказната е дефинитивно нешто каде што се надев дека ако сам сакаш да зборуваме, може да зборуваме. И фала ти, например, што кој што кажа ти да те ослободам,
бидејќи е нешто кое што е, знаеш, лесно е да се зборува за ментално здравје кога е се супер. И кога е се супер релативно, ама кога не се сочуваме со некоја ваква мака драстична траума, состојба, буквално може да се нарече. Кој, што, прво прашање, или лично што би сакала да те прашаме, што е првото нешто што направи? Првото нешто беше тишина. Тишина. Сите што ме знаат, дека сум ја му обече, дека сум човек на многу зборови. Мислам дека тоа ќе биде очигледно и на подкастов, ама тишина. Зашто јас го знаев сомнежот на докторката, Анет не знаеше во тој момент. Еден тест, два теста. Значи, првото нешто што беше да само да размислам каде можеме да ја проследиме оваа состојба. Овој сомнеж кој што е очигледно е основан. Како да кажам, животот ме научи дека во најдрастичните состојби и емоционално ескалирани амплитуди сакам да бидам тивок, да не зборувам и да испланирам барем 1, 2, 3 чекори следни. Следните чекори кај нас беа очигледни, требаше да се направат дополнителни снимки и требаше да се направи биопсија. И во тој хаос на корона ние одевме и лево и десно во една болница, искрен да бидам, ни затвараа врати лекари со маски, затоа што и нивне ги кривам и они беа во една, како да кажам, преплавеност од страв од оваа нова болест што очигледно веќе илјадници жртви зема. Така да ние бараме снимки, бараме биопси по државните болници и тука можеби тоа го правиме некаде 2-3 недели го правиме, можеби малку повеќе, додека не дојдевме до моментот да после такви 3-4-5 прегледи да ни кажат да, потврден е ракот со биопсија. И два типа на како да кажам, значи еден сум јас, Никола, на кој што не му е страно кризно планирање. Значи јас во криза некако така сум изгледа скроен, можам да се сосредоточам и да испланирам што ќе се прави следно на многу смирен начин. Втора работа беше да интензивирам молитва. И да кажам, Боже, јас не можам да верувам што слушнав, што прочитав од нечии усни, кој што веројатно не беше за мене да го слушнам, и што од сега понатаму. И тоа што го направи веднаш е на црквата и кажав дека ние се соочуваме со ваква ситуација и дека нивните молитви ќе ни бидат многу значајни. И ќе се навратам, откако ќе раскажам веројатно уште некои детали, што тоа значеше за мене и за нас низ цело тоа време. Да, тоа е колку е тешко тоа да биде нештото што правиш прво. И те прашувам бидејќи знаеш, во тие моменти не знам ни самиот како би реагирал, ама пак си соочен со нешто со кое што ти веќе немаш контрола, не знаеш како, зошто ова се случува и ти се обраќаш кон молитва. Да. Колку е тоа тешко да се направи тие моменти? Тешко е затоа што тоа е пак ќе кажам еден волумен на емоции кои што се менуваат речиси од минута во минута. И искрен ќе бидам, тие особено приказни на западната цивилизација, ваква фаза, след А, Б, С, Д, не знам, јас сватив помеѓу другото и низ овој процес дека ја не сум линеарен. Значи, дека ми дадоа книги со најдобра намера, значи како тоа да се справиш, што да правиш. Значи, кај нас тоа беше како еден кризен штаб. И кризен штаб во кој што многу често бев јас сам, кој што си разговарав сам со себе, зашто нашата ќерка Жизел во тоа време беше 14 години, 15 само што завршуваше основно училиште и се запише во средно, и имав состаноци со сам себе и
фала му на Господ луѓе тука во Скопје и надвор од Скопје, низ Македонија, низ Балканот, драги пријатели, Западна Европа, Америка, значи секаде каде што имавме, зашто со Анет имавме на стварно поширока глобална мрежа на пријатели, па немаше човек што не кажа тука сум, се молам за вас и како можам да ви помогнам. Но одлуките се тешки. Одлуките се преполни со предизвици, особено заради тоа што мојот впечаток беше дека и покрај најдобрите намери на докторите, можеби ти има дилеми кои што јас не можам да ги одговорам, а толку многу сакам да си ги одговорам. И можеби заради тоа едно, друго, трето, четврто место, секогаш беше, како да кажем, некоја дневна оаза кога ни се јавуваа луѓе и почитуваа кога ние не можевме да одговориме на повиците, ма ќе се најдеш обично вечерно време, да кажам здраво, извини што не може да ти се јавам, и нешта кои што значија за нас упатство, глас, насока, надвор од мен и надвор од нас. За мене цела ситуација беше веројатно уште пообременувачка заради тоа што јас со Анет бев од моја 18-та година. Значи јас од моја 18-та година и со Анет цело време Анет имаше една неверојатна добра во мене и она знаеше дека сум јас можеби во нашиот брак активистот и тој што сега ќе прави нешто и она само ми викаше види што ќе правиш и дури на моменти као не сега ме те бидам и на терет зашто знам колку ова те исцрпува. Како мене тоа, како сум изгледал ја тогаш, како сум функционирал, дури значи јас едноставно заборавив на себе и имав само една цел да направам се што јас можам максимално во однос на Анет. И тоа беше дневен, искрен ќе бидам со вас, дневен пекол. Ако јас сум доживел пекол на земјата, тоа е таа година дена. Значи, сум се будил са бајле како на шајки, како на клинци, и сум легнал вечер како на шајки на клинци. Сум легнал вечер на полноќ, затоа што она веќе имаше и одредени болки, и сум се будил са бајле како на шајки клинци во 5 саат, во 6 саат. Зашто? Затоа што дополнително нас и короната ни наметна ритм на живот, локдауни, за кои што исто ќе зборниме. И само знам дека во еден момент ми кажа, Анет ми кажа, вика, најмалце што сакам е да те оптеретам дополнително, толку многу правиш за мене, јас само би те замолила, јас сакам да одам во нашата евангелско-протестантска болница во Солун и таму луѓето да имаат конечен збор и околу третманите и околу се друго. Не затоа што сме ние христијани кои што прибаѓаме на евангелско-протестантските цркви, туку заради тоа што јас во неколку други наврати, ја претходно немав ни посетено таа, еднаш само уствари со брат ми кратко за очен преглед, таа болница која што се вика Свети Лука во Солун, од неколку луѓе во чии што мислење имам доверба, смета дека е најдобра болница на Балканот. Значи тоа таму што ние го доживеавме, од тој персонал, значи тоа е една друга димензија која што дури ќе кажам ниво Канада ја немаме доживеано на еден таков начин. Едно такво човеколюбие, сочувство и пристап дека ние сме тука да направиме се што можеме за ова да има позитивен исход. Да, и тоа е едно нешто кој ме интересира е токму тој начин на окей, јас ја заборавам на себе, ситуацијата е таква да налага да забораваш и како се чувствуваш и сам каже пеколе, ама работа е многу посериозно од тоа и гледаш се да направиш за на другата личност, што е во твоја можност и надвор од твоја можност дури па и да направиш повеќе. Колку сигурно тоа ти било она инстант by default, не си не размислила. Немаш време да размислиш. Ама кој како мислиш дека тоа отпосле или колку и време ти требаше да видиш тебе што ти треба лично во целиот тој процес? Јас се сеќавам на смртта на Анет, на незиното заминување кај Бог и
се сеќам на на денот на погребот. И се сеќам дека се плашев да се вратам назад дома, некоја внатрешна остра вибрација, затоа што знаев дека тоа е прв ден во кој што јас ќе влезам дома и она нема да ме поздрави. И можеби една од најтемните, најдлабоки, најтешки тишини во животот беше тоа влегување низ врата. Уште го памтам затварањето на вратата и како доаѓам и едноставно знам дека не е со нас. И тогаш само, како да кажам, некако внатрешно, без зборови, констатирав дека ова е една нова реалност. За мене и за Жизел. За нашата ќерка. И мене ми беше во тој момент веднаш ми се смени фокусот на Жизел. Да бидам сигурен дека Жизел ќе застане на нозе и дека ќе може да исчекори и во своето образование и во сето тоа што како живот стои пред неа, затоа што за Жизел првата година средно значеше мајка и дома, ние дома, и хемотерапии. И тоа значеше исто така дека заради законите во тоа време ние ќе излеземе во Грција, ќе отидеме во Свети Лука во Солун и Ана ќе примеше хемотерапија и ние се враќавме и ние имавме забрана 2 недели да го напуштаме станот. А она примаше хемотерапија на секои 2 недели. Така да ке нас беше излегување, влегување и тоа беше, значи недели беа тоа во кој што ние не можевме да излеземе од дома. И затоа доловувам дека јас секако дека и во тоа време, иако Жизел покажа исклучителна храброст, значи за незина возраст и за тоа како се справи со таа цела ситуација, значи исклучително цврста личност, како мајка, јас стално се шалам баш, ама тоа е вистина и дури и она инициираше неколку разговори во кој што кажа тато, добро сум и се молам за мама и тука сме да бидеме поддршка еден на друг. Значи тоа од незе произлегува тие некои клучни разговори. Така да ке мене тоа се префрли фокусот на Жизел и искрен ќе бидам. Значи мислам дека ми требаше од тој 9 февруари кога Анет почина, значи од 9 февруари мене ми треба едно 3-4 месеци ја да се согледам себе си во огледало. Дека постојам, значи дека и се сеќам кога прв пат некако се видов во огледало, јас сум имал нели нормално секој утро, ама однештамо се и видов еден комплетно онака изморен, срозан човек, кој што дури една момент не го познав, како викам, се исплашив. И од можеби недела две ми беше дури треба да се видам огледало, гледам некој полустранец, значи јас веројатно ги имав за себе замрзнато тие сеќавања од пред оваа цела наша пеколна година. Така да, можеби после 3-4 месеци, јас прв пат кажав, окей, што правам, како е мојот живот, како се чувствувам, дали сум здрав, дали сум ментално здрав. Тоа сакам особено да го потенцирам. Па еве, како пастор, знаеш дека, како што ме најави пастор во протестантска црква, значи, кога јас се освестив, сватив дека е нужно да и јас и Жизел да отидеме на психолог. Значи на психолог не сме били ни никош семејство во кој што било што човечко било стигма или табу. Значи едноставно таква е ситуацијата и јас не сакав, ова би обрнал внимание можеби за гледачите, слушателите како иде, дека ние во моменти на огромни трауми и на реални предизвици од менталното здравје, ние не можеме да се потпреме на себе диагностицирање или на YouTube диагностицирање. Значи тоа никако. И јас длабоко уверен во ова, со наша драга пријателка доктор Васка Митова, се слушнав и се видов, јас се видов, после тоа Жизел, и после 1-2 разговора со Васка Митова,
на кој што бев спремен да ми каже било што во однос на моето ментално здравје, таа само ми кажа ти немаш некаква психолошка состојба која што треба да се третира преку терапија или преку хемикали. Ти само имаш многу длабока жалост. За која што едноставно ќе треба да помине време, ќе треба и јас сум ти на располагање. Така да благодарност голема до доктор Васка Митова вака јавно, што во тој момент на моја тотална некоја несвестост дури за себе, ми кажа во реци. Не ти е лесно, ама не гледам кај тебе психолошки сегменти што треба да се адресираат. Така да голем е апел ова што кажувам, знаејќи колку таквата состојба може да те одведе во една или во друга насока. И морам да кажам дека моето следбеништво на Христос ме научи не една работа. Дека животот е подвиг и дека да се следи Христос е подвиг. И некако јас сум можеби таа стара школа која што да кажеме на спортски план, јас сум растен во градски парк на војни стадион. И таму како деца, јас со мои другари, со Петар Тодоровиќ, со брат ми Оли, со уште неколку момци, Владо од зграда, уставно помлади, и таа генерација на луѓе кои што беа формирани во Југославија. И од нив сум добил еден дар кој што де факто се преклопува со суштината на христијанството и на тоа што е Христов повик, дека животот е подвиг и дека мораш и ти да исчекориш ако сакаш нешто да се промени. И ние тие како да кажам, ние тие лекции сме ги примале низ фудбал. Јас сум страшно лош фудбалер, со огромна желба да играм фудбал, то сите ме знаат и со брат ми и со други големи шали, ама таму на пример со тие луѓе, со Томо и со Буцо, ќе ги спомнам и јавно, кои што цело време беа онака и строги према нас и ајде, дигај се, што лежиш, станувај, и него тоа ти станува тебе, како да кажам, реакција на живот. Значи дека ти они не гледале како млади деца и не учеле дека животот ќе биде тврд и многу потежок од фудбалот и дека треба да стануваш. И со Христос, значи кога го видов Христос и тој негов маченички 3 години кои што финишираат со распетие, тоа за мене беше веќе да кажеме некоја дефолт состојба. Значи утре во кој што сум бил не можам да мрднам, ја викам станувај и веројатно повеќе гласови Божи глас во мојот живот, ами и овие гласови кои што се од овие мои драги луѓе во мојот живот, кои што викаат ајде устани, они на српски, ајде устани и чекор по чекор, затоа што мислам дека мора човек да биде свесен дека мора да исчекори и мора да побара помош за да може да исчекори. Да, и тоа е многу важно, бидејќи у тие моменти кои што каже самиот ти, има две опции, или ќе побараш помош и ќе направиш тоа што ти го имаш направено, или ќе западнеш у поголема криза и ќе направиш нешто што не треба да го направиш и ќе дојдеш во ситуација кај што нема излез после тоа. Дали сега едно нешто ме интересира, спомна и мотивите и како и се тоа. Дали постоеше момент во целиот овој процес, сите овие и година дена и после тоа, кај што во моменти кај Господе зошто? Значи дали имаше моменти на некоја doubt, не ми текна се на македонски, кај што сомнеш, кај што зошто ова сега се случи? Ако ја окарактеризирав оваа година како пеколна година, пеколниот момент мене ми се случи на Велики петок 2020 година. Јас и Јанет на Велики петок, а тоа беше април 19 2020 година, влеговме за прв пат во Грција. И влеговме во болницата, и тоа беше чудо, и тоа бе исто така луѓе кои што несебично ни помогна. Ке се сетите некој од вас дека тоа беше локдаун викенд и јас се сеќавам како возиме на Грција сами, нема никој на автопат и како нашите цариници, полицејци не гледаат и викаат што правите, им објаснувам, доаѓаат грците од грчка страна и викаат не може да влезете за да слушнат за што станува збор и една, како да кажем, една стварно еден убав момент во таа
драматична ситуација. Нашите полицајци и грчките полицајци разговараат и само еден се врти, грчки полицајец ми вика што иде, ние ќе најдеме решение, вие вика за 2 сата ќе бидете во болница. Значи и доаѓаме на Велики петок во болница која што заради корона работи со можеби 10% од своите капацитети. И ја влегувам во болница што е празна. Значи има лекари, и додека има лекари, додека има сестри, тоа се расчистува и одеднашка болница која што нема пациенти. И има некој во тој момент за мене на психолошко ниво има како со Джек Николсон како Shining ходници. И ја викам шо правам тука сам, значи сам и слушам жена во постоперативни маки која што на грчки нешто се обраќа, вика, уште еден човек кој што овка, значи веројатно ние сме тогаш можеби, не знам, 5-6 пациенти таму кои што сме сместени. И седнувам, имаше како едно подраче за седење, како мини лаунж или како да го кажам. И тука сум сам и само одеднаш можеби најсилно во мојот живот викам Боже, зошто? Тишина. Тие што ме знаат, тие што се дели од нашата црква, знаат дека јас избегавам да кажувам приказки. Зашто сите приказки и сите искуства што ние ги споделуваме, не се вистините, се де факто само пропаганда и отежнуваат луѓе да пребродуваат исти или слични моменти. Значи, јас сум читал низ историјата, луѓе во тешки моменти чувствувале, не знам, голема радост, мир и што е да. Значи, јас се сеќам на тој Велики петок 2020, ја мислев дека сум спуштен во пеколот, во најтемната темнина на пеколот. Зашто гледам дека Анет само што заспа, јас сум тука седам сам, целосно сам, некој неонски светле, само викам. Дури него не изговарам, него прашањето е зошто и зошто и зошто. И тоа трае веројатно саат и 2 и 3. Тишина. И немам со кого ни да поразговарам, зашто секој докторите се на своите оделенија, медицинските сестри си имаат некои своји работи, па веројатно и се повлекуваат, зашто веќе беше доцна. И 2-3 сата имам една многу голема длабока борба со себе. Јас во мојот живот не сум се посомневал во Божјото постоење и не сум се посомневал дека Христос е тој кој што како син Божи ни открил кој е навистина Бог. Во тој момент тоа зошто беше, што се случува. Јас не можам да го разберам мојот контекст. Зашто имаме ние една добра македонска поговорка, секоја планина со своја тежина. И во тој момент искрен да бидам, ја не сум се прашувал што се случува со, не знам, гладните во Африка или на Северниот пол. Значи, јас сум бил во една моја дадена животна борба и ситуација, во која што Анет очигледно дека ќе треба операција, веќе тоа го најавија грчкиот конзилиум, и дека понатаму треба да има хемотерапија и тоа беше се уште многу тази од таа иницијална дијагноза. Така да, во тој момент, зошто Боже? И од тоа зошто Боже? Моменти на тишина. На тишина. И во таа тишина, јас имам една пракса, си ги читам псалмите. И се сетив, како сум се сетил, не ми е јасно, ама се сетив дека е Велики петок и дека Псалм 22 е псалмот со кој што Исус умира на крстот. И тој псалм започнува со Боже мој, зошто си ме оставил? И ја го читам псалмот и кажав, Боже мој, зошто си ме оставил? Затоа што јас во тој момент се чувствував комплетно оставен од Бог. Не дека он не постои, него јас не можам да видам како тој Бог има директна корелација со мене и со мојава ситуација, односно со ситуацијата на Анет, која што јас се обидувам да ја адресирам. И го читам тој псалм, и тој псалм, во моменти во кои што не ми доаѓа ни зборови да се молам, стана псалм
кој што мене ме ослободи во молитва. Што мислам дека постои нешто во нашата човечка природа. Ние на Бог често пати му се обраќаме во нашите молитви како на некој наш функционер кој што треба да ни заврши работа. Боже, ти си најдобар, ти си премудар, тебе те славам, да. Си имаме на работа да ми заврши. Значи, кој имаме тој некој наш македонски, балкански момент, ма ја у тој момент кажав, Боже мој, зошто си ме оставил? И тоа што за мене беше можеби најголем увид, тоа е дека тие зборови и искуство на човечка оставеност целосна од Бога се дел на еден псалмист и дека народот Божи не се исплашил дека ова ќе создаде погрешна слика за Бога, туку дека и тоа е израз на човечка екзистенција, на човечки живот, соочен со зло, со болести и со смрт во ова наше живење. И одеднаш тоа станува некако моја молитва и почнувам да доживам одредено ослободување. Нешто се случува што јас, тоа што ми е длабоко чувство на оставеност, од Бога поготово, почнувам да го молам. И кога тоа го молам, повторно тишина, зашто ова започна и траеше во текот и на ноќта. И само пак се присетив дека сме Велики петок и се сеќам дека се сетив на следно. Дека јас сум тука заради мојата сопруга, заради Јанет, која што има многу сериозна здравствена состојба со рак. И само ми дојде ова прашање, секам, Исусе, колку ти го сакаше светот, за да влезеш во ваква твоја пеколна недела и ваков твој пеколен петок, за ти да донесеш спасување на луѓето. Здрав прав. No. Значи немал потреба, немал он медицински некоја нужност, па ќе речеме ете почина од било што, туку здрав и прав, ние тоа го знаеме, го следиме баш во оваа недела во која што сега и сме во оваа емисија, Гетсеманија. Во која што Исус не е религиозен фанатик кој што вика ништо не ми е, туку вика Боже, ако е можно тој план на спасението да се оствари, без јас да го претрпам ова што ме чека, тоа е мојата молитва. Ама нека биде волјата твоја, а не мојата. No. Значи, тоа се случи и тоа беа измешани моменти. И нема да бидам романтичен за да кажам дека тоа се случи тогаш и дека тоа застана. Да, дека тоа го трнавме некако дневен ред. Таквото чувство на оставеност од Бога се јавува. Се јавуваше и додека беше Јанет жива, се јави сега кога почина. И до ден денес се јавува како чувство на оставеност од Бога, кое што е за мене загадка, прашалник. И јас можам да кажам дека јас верувам дека Бог е добар и дека ја тоа го знам. Но јас во овој момент се соочувам со шаренилото на животот од плюс, од нашето раѓање до минус, нашата смрт, и дека делот на верата во Бог тука и сега значи сомнеш. Во мојов случај не сомнеш за Божјото постојање, туку сомнеш во исправноста на неговото делување во мојот живот. Зошто? Зошто јас ја немам таа, помеѓу другото, таа панорамска Божја слика, за да разберам подлабоко и за да имам увид. И јас проповедав и веднаш по смртта на Јанет продолжив со проповед. Всушност, таа беше мојата прва проповед. Зошто мене Боже? Зошто мене Боже? И мојот личен одговор на тоа прашање е дека во свет на болка, на страдање, на болести, на смрт, никој не е иземен, зошто јас би мислел дека сум повластен во било која смисла и дека овие нешта мене ќе ме одминат. No. И ќе спомнам уште еден човек,
кој што мене ми помогна исклучително. Мојот спомен за него ми помогна многу во ваква ситуација. Во Ванкувер, кога јас бев на постдипломски магистрирав, мојот исклучителен пријател Бил Раймер, одговорен за книжарата на Regent College, ми кажа дека би сакал да ме запознае со еден човек. И доаѓа човек кој што мене ми изгледа како некој, и дури по говорот негов на англиски, ама и по начинот како веднаш уште не седна, па и Бил го закачна и мене ме закачна со еден шешир, викам, ово нешто, ово ми е нешто европско, ово ми е некој нешто познато. И човекот се представи дека всушност живеел, мислам дека тој беше од Словачка или од Чешка, се представи. Човек препон со шали, човек препон со живот, човек препон со комуникација. Значи, еден од најубавите дружења во Ванкувер беше со овој човек, кој што се представи како Руди. Руди, не ми кажа презиме. Руди, добро. И се дружиме можеби саат и пол, неверојатен ден, и смење, завршува тоа. И мојот пријател Бил Раймер ми вика, само сакам да кажам кој е овој човек. Викам, баш кажи ми, викам, човеков е неверојатен. Човекот се вика Рудолф и неговото презиме е Врба. Рудолф Врба, заедно со неговиот пријател, му го заборев името на пријателот, се првите двајца избегани од Аушвиц во време на Втора светска војна. И пишуваат извештај за тоа дека концентрационите логори не се работни некакви кампови, туку дека се места за убивање на луѓе, дека се фабрики за убивање на луѓе. И овој човек, затоа што избегал и го пренел ова, дополнително неговата фамилија е таргетирана така да мислиме дека он дали некој, не сум сигурен, останал жив од таа негова поголема, да кажеме, еврејска фамилија. И викам, како е можно овој човек да има ваква историја и да биде ваков препон со живот и со страст? После тоа се видовме со него уште 2-3 пати и од него во тоа време научив лекција, а мислам дека во животот учиме лекции кои што можеби не ни се веднаш потребни, него после некое време, дека човекот треба животот да го живее со радост и со исчекување на добри нешта. И тој човек беше еминентен лекар, професор на медицинската школа на Универзитетот на Британска Колумбија и човек кој што, како да кажам, носеше многу радост и многу живот во другите луѓе. И кога мене ми се случија сите овие нешта, јас кажав, видов дека е можно. Видов дека е можно. Дека не е лесно. Ама дека е можно. И сами од себе си се поставив, се насочив во еден процес. Процес кој што сакам повторно да го спомнам на гледачите, на твоите фанови, а тоа е процес да не ја одбиваме радоста која што животот ни ја носи. И тоа го имавме дури во таа последна година на животот нанет со нас. Значи, имавме моменти кога, како да кажам, како и секогаш, значи, тие што не знаат како фамилија Тројца, че тоа секогаш било како некој ситком кај нас, значи, само некој смење, само закачања, а не така повоздржана, Жизел воздржана и така како мајки, така протоколарна, ама како мене знае да се закачне вербално и имавме моменти во кои што многу често, не само многу често, ја мислам дека во таа година немаше ден во кој што јас не плачев еднаш, 2 пати на ден, што се вика 2-3 пати на ден, ама во исто време тоа не значеше дека ние одбивавме радост во чуден контекст. Дека некој ќе направи нешто, што е многу смешно и ние не бевме, како да кажам, насочени во смисол да, ама Анет има рак и не се знаеше кога ќе живее, туку го зимавме тој момент како исклучително смешен и имам конкретни моменти кога сме се смееле, затоа што во тој момент и среде такво зло и пекол има зраци на светлина и има зраци на живот и човекот, мислам дека е многу значено да не се огради од нив.
свесно и да не каже не, мене ми е страшно и јас се одлучувам да не се смеам, него ако почувствува не нападно дека треба да се вклучи во таква некоја радост, да си го направи. Да, па и сме збореле и на подкастот сме имале и професионалци со кои што сме збореле дека сите чувства се окей. И тагата е во ред, и фрустрација, и среќа, и се. Да. Многу е важно ние како ќе ги примиме и која ќе биде нашата реакција на тоа. Да. И тагата, јас го имам слушна тага, ако чувствувам болка, ако чувствувам тага, тоа е добро, тоа значи дека уште сум жив. Така е. Кога веќе нема да чувствуваш ништо од сето тоа, или значи дека си у некоја ситуација да веќе си толку готов, кога си нам, не реагираш на ништо. Оттрпнат од се. Ја ти помагам со англиски малци. Фала ти. После ќе ти наплакам, али добро, како иде. Или пак не си помаги живеете. И затоа е важно е да ги чувствуваме. Или си не да Боже социопат. Или тоа е третата опција. Има поише опции. Има. Ама у наша ситуација се надам дека се двете. Ама е многу важно да ги чувствуваме чувствата и да бараме начини како да ги изразиме тие чувства на начин на кој што сами не си правиме да ни е лошо и на другите околу нас. Потполно, значи баш така ти проповедници, некојаш многу зборови, ама ти ја што го зборев можда 25 минути, ти го каже у 2-3 минути, така да тоа е тоа. No. Значи, тоа значи човек да и во таква ситуација биде искрен кон себе и тие емоционални импулси да ги реализира, да ги ослободи, без да бидеме реално некакви си македонски малограѓани, као леле, ваква им е ситуацијата, а го видовме, не знам, сопруг или керка, се насмеја, срама. Мислам, ја искрено, ако нешто не ќе тоа малограѓанство, и тие некои клишеа како човек и што човек, мислам дека човекот суштински треба да биде и верен на самиот себе, значи искрен кон самиот себе, и тоа да биде нешто земено како добро и зрнца на надеж и на радост, кој што мене па од друга страна ми носат, како да кажам, ме пренасочуваат на тој вечен живот што еден ден сите ќе го имаме во една огромна радост сите заедно. Ја сакам нешто да те прашам, ова повеќе лично е само за себе, ама и у глобала баш ме интересира тоа што мислиш. Како после тоа, пошто цела ова пеколна година и сите последици што самата таа ги донесе кај тебе, како после тоа најде начин или кои беа извори на да можеш после да се вратиш во црква и викаш проповедав одма после тоа. Бидејќи, не знам, јас знам дека мене која ми се случува, бидејќи јас работам поготово со тинејџери, и у моментов имам ситуација каде што ја не знам како да продолжам да едноставно не можам да давам, неам повеќе. Како кај ги најде тие сили да можеш да продолжиш да го даваш тоа што го даваш? Значи мислам дека немање на ресурси и немање на виталност за да се даде нешто во животот може да има повеќе извори. Ова го кажам како човек кој што сигурно во својот живот имал 4, 5, 6 бърнаути. И еве го Сашко ми е тука и сведок на тие мои бърнаути. Сме биле секогаш во една како ентузијасти и да идеме напред, ама во мојот живот тоа земало и таков данок земало. Така да многу е реално прашањето, ако ти викаш во ситуација сум каде што веќе немам што да дадам, дали си може да бърнаут? Реално. Дали си се председил и иседил задниве, не знам, година, колку и да е две, и ти едноставно дојдеш до момент во кој што немаш каде веќе. Значи немаш што да излезе од тебе. И тогаш тоа е можеби тоа е сериозна состојба, затоа што треба да се истретира и повторно психолог да се провери како оваа состојба влијала на нас на емотивен и на тој севкупен шалом план. Ама во исто време би рекол добро може да се среди, треба дисциплина на одмор. Јас особено во еден од тие бърнаути сватив дека јас сум заборел што значи да се одмара човек.
Значи, не знам како да се одмарам. А бев на одмор пак со Анет и со Жизел, Жизел малечка, и мене ми викаат одмарај, ја као, да, одмарам, Анет ми вика, како одмараш, кога имаш твој тефтер на плажа и пишуваш план за следната година, што ќе се деша, јас се фаќам дека е тоа така. Значи, до момента човек заборава што значи одмор. Тоа е едно нешто. Друго нешто, друга ситуација е да кажеме кога човек не може да дава заради ваква драстична ситуација. Ти ја спомна оваа година наша. Во било која ситуација, мислам дека реално согледување на нештата е многу значено. И тука е нешто што го слушнав како говор на глобалниот лидерски самит кој што го имаме во Македонија. Тоа беше Шила Хин од Harvard Business School, кој што даде многу значаен увид, а тоа се дека секој од нас има потреба од луѓе огледала во нашите животи. Некој преку кој што ние сами ќе се видиме. Некој двајца, тројца, четворица, петорица, не еден кој што ни е омилен, па не тинтра и збори све што ние сакаме да слушнеме, него двајца, четворица за кој што ние знаеме дека не сакаат, дека навиваат за нас сето тоа, ама и дека ја сакаат вистината и дека заради таа вистина ќе ни зборуваат вистина во нашиот живот. Така да мислам дека е многу значено такви луѓе. Јас сум имал секојаш такви луѓе во мојот живот, кои што имале можност да не да влезат, него да бидат дел од мојот живот и да имат секогаш отворена врата да споделат нивни впечатоци, нивни насоки, нивни совети. Така да тоа е многу значено, особено во една нова култура на младите кои што можеби имаат поинакви начини на комуникација, ама суштински многу помалку непосредна комуникација од тие што сме постари. Така да нема замена за очи во очи, нема замена за директно некој да ти укаже и тоа да го подкрепи и да ти каже дека тоа нешто веројатно ако се продолжи дека ќе биде деструктивно за тебе. И морам да кажам дека многу значено, нешто што јас не сум баш најдобар пример за тоа, а тоа е трпеливост. Човек во такви состојби мора да покаже исклучителна трпеливост со себе. Кога, значи, по смртта на Анет, кога јас првпат се здогледав во тоа огледало и кога реков, леле, што се дешава, што тоа беше стварно еден измачен човек во тоа огледало, ја си реков, јас си бев пак Никола Галевски. Си викам, добро, сега од утре идам поред Вардар, ќе трчам 5, 6, 7, 10 километри, ќе правам ова, ќе правам. Значи, и зашто јас имав лажна слика за себе дека тоа можам да го разрешам со тоа што ќе се вратам на некои претходни пракси пред оваа една година и дека тоа само ќе продолжам. И одам, почнам да трчам, повреда. Пак повреда. Третмани, физио, еден физио, втор, еден ортопед, друг ортопед. Ми викаат, имаш, не знам, ќе треба да ти оперираме стопало. Викам, ја немам повреда на стопало. Ма ти викам, мора да имаш, зашто имаш големи болки се до тоа. И пак споро учам, значи после месец, 2-3 си реков нема скратен пат. Нема скратен пат. Човек да се врати, а и понекогаш да бидем искрени, невозможно е човек да се врати во некои претходни состојби. Невозможно е ти на твои години да функционираш како што си функционирал во твоите тинејџерски години. Значи не е тоа само она цврста волја, позитивно себе убедување, можам, него едноставно, а јас сум идеме, почне би пука телово, значи. Имав и се сеќавам, значи прво една повреда доле на глушт, после тоа имав повреда на лева нога, после тоа 2-3 повреди имав на задња ложа и последна повреда беше кога играв тенис на турнир со мој пријател, со Тоше Темелков. Со Тоше Темелков играме, па се паднавме. Првпат се паднавме. Тоше е доктор за тенис, а ја мене кејв дека и не сме се видели и као супер се гуштавме, ајде играме. Втор поен, ја викам стоп, назад. И Тоше ми вика, брат, вика, добар си, ајде вика продолжуваме, викам ја не можам да продолжам. Како бе не можеш? Зашто ја осетив едно кинење позади. Тоше ми помогна и таа публика ми даде аплауз. Единствен пат кога сум добил аплауз на тенис беше тоа што ми изнесла као мученик и од таму директ у болница
И му се јавам, не знам, на кумов баци, браци, некој пријател негов. И луѓе ми викаат, лекари викаат, скинат лист. И јакам, што значи скинат лист? Вика, скинат лист значи недела дена лонгета до кук, после правиме втор преглед, па сигурно чизма, па ќе видиме чизмата колку време. Мислам дека тоа беше резултат на мојата нестрпливост. Немање трпение за сам себе. И може би на човечка желба ја да се вратам на некој мој спортски живот или што и да бил пред ова се да се случи, најискрен, значи ја не проповедам. Уствари секојаш проповедам. Да не се лажам. Ама во големи трагедии, после големи загуби, може да се тоа вака, може да е смрт, може да е финансиски голем колапс, може да е било што во нашиот живот. Трпение. И морам да ги потенцирам овие две работи. Значи, ова што го зборам не е пропаганда, ова е чисто искуство мое. Кога заврши се, кога Анет ја погребавме, телото на Анет го погребавме, кога видов дека одеднаш тој свет што се искриви на тој прв преглед се уште е искривен, само се свртев и кажав едно нешто. Знам дека луѓе поминуваат низ вакви животни ситуации на еден или на друг начин, еден или друг светоглед. Значи, ја не викам дека овој начин мој е единствен начин, ама сакам да кажам дека е многу значаен начин. Кој што можеби на некој кој што ќе го види ова, што го збориме, кој што ќе го види и слуша нашиот мојбет, ќе го не знам како луѓе низ вакви ситуации поминуваат без Бог и без црква. Што значи без Бог да се обратиш на Бог и да му кажеш Боже, зошто ме остави, и да бидеш спремен покрај гневот, покрај лутината да примаш работи од него и да имаш црква. Што значи луѓе кои што исто така веруваат како тебе во Бог, во Христос и тие луѓе цело време. Ја не можам никош да бидам доволно благодарен и на нашата локална црква која што ја водам, тоа е Евангелска црква Солкрафт, и на Евангелска црква во Македонија, и на сите други евангелски протестантски цркви во Македонија, на Балканот, низ Европа, Северна Америка, цел свет, буквално го кажувам, дека без нив, јас сум сигурен дека јас, ако бев поканет, ќе правев друг муабет со тебе денеска. Затоа што тоа беше неверојатно. Луѓе секојдневно, дали треба нешто, се молиме за тебе. Сакам да те охрабрам со овој дел од Христовите зборови. Сакам да ти укажам на ова нешто. Сакам да знаеш дека сме тука за било што. И тоа беше нешто кое што, како да кажам, имав чувство дека сме ние тројца гушнати. Гушнати од многу луѓе. Среде пекол. И дека не сме сами. Затоа што како што мислам дали е тоа C.S. Луис или некојаш го кажуваме C.S. Луис, кој не знаеме кој го кажал. Ама мислам дека пеколот е стварно отсуство на другиот, целосно отсуство на другиот во нашиот живот. И ние почувствувавме една рајска преградка на луѓе и Бог околу нас среде пекол. Така да тоа сакам да го потенцирам и понекогаш нас што не спречува ова нешто да го земеме како ресурс, како можност во нашиот живот и во нашето страдање, македонска малограѓанство. Ќути си, умаката, ќути си. И знаете што? Ја како пастор знам, луѓе кога ќутат и стискаат заби, пукаат. No. И тоа е еден од најголемите проблеми за менталното здравје. Нема, тоа е многу тешко, затоа и на почеток те прашав за себе лично, бидејќи мислам дека е многу важно дека да, у моменти се даваме се и што имаме и што немаме на другата личност, ама ако сами ние, пошто во тие моменти ти мора да бидеш се, мора да бидеш и сопруг, и татко, и пастор, и тој што ќе се јавува да организира и 300 глупости околу погреб, околу што и да е, и ти немаш ни прилика, ни сакаш па да бидеш искрен со своите емоции, да
зборуваш со другите, да им кажеш како се чувствуваш, ама ако не го направиш тоа во одреден период, ти ќе експлодираш. Неминовно. И после тоа многу потешко да најдеш пат назад, бидејќи експлозијата ќе биде многу штетна. Неминовно штетна. Многу. Неминовно и многу. И тоа е многу важно и причината и зашто подкастов го снимаме е да збориме за овие работи. И се надевам, кој да слуша. Јас знам дека мене само лично овие сат време што ги снимаме, мене ми помогна да размислам на неколку работи, се надевам и на сите оние кои што имаа прилика да не слушаат, дека исто им помогнале. Ја би привршил тука. Фала ти многу за разговорот, за искреноста. Фала многу на поканата. И за крај, нема да те оставам така. Ја завршуваме секоја епизода со подарок за мене. Не, со твој подарок за тие што не слушаат. Ја мислев нешто прашање, конкретно, кој е твоето прашање за тие оние што не слушаат сега? Со што би сакал да ги оставиш после слушање на овој епизод? Јас би сакал едно прашање кое што се провеа низ ова што го разговаравме. Кој е со вас во време на огромен животен предизвик, стрес, тага, загуба, од која да е причина? Кој е со вас? Зошто сами нема да можете.